Кристина, добро утро и за вас. Да, патот овде до црквата Пантелеймон е проводен и екипата на Македонија наутро успешно се искачува утро тука. Навистина пријатно, свеж воздух, чист воздух и иако има доста снег, сепак не е толку ладно. За денеска метеоролозите најавуваат дека времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, а по котлините ќе има појава на магла, ќе дува слаб до умерен ветер во западните делови од западен, а во југоисточните од северозападен правец, додека пак прогнозата за Скопје е дека ќе биде времето променливо облачно и тивко со појава на магла. Инаку, како што кажав и претходно, сообраќајот на патниот правец R2138 од Средноводно до Свети Пантелеймон е нормализиран, а од регионалниот центар за управување со кризи од Скопје известија дека од општина Карпош добиле информација дека патот помеѓу Пантелеймон во Горно Нерези и Средноводно не е безбеден за движење со моторни возила и оттаму апелираа патот кој воопшто не бил исчистен по снежните врнежи да не се користи поради голом мразица, но сепак патот е исчистен, иако има остатоци на снег, патот е проводен овде до црквата Свети Пантелеймон во Горно Нерези. Инаку се наоѓам исто така во непосредна близина на македонското село, а од владата информираат дека планираат повторно да се отвори овој комплекс македонско село и истиот е планирано да биде отворен уште оваа пролет. Според директорот на службата за општи и заеднички работи на владата Ивица Томовски, како држава сме изгубиле нешто повеќе од 20 милиони денари поради фактот што комплексот не работи, дел по основ на неплатени кири, дел по основ на обезбедување и осигурување на објектот. Владата ќе распише јавен оглас за негово изнајмување на приватна фирма, а директорот на службата за општи и заеднички работи исто така потенцираше дека имаат идеја да се направи подземен паркинг Карши Нова Македонија и со тоа да се добие паркинг, зеленило и трансфер со минибус. Инаку, Кристина, изградбата на македонското село започна во 2011 година, беше замислено како туристичка атракција која што ги прикажува традициите и занаетите на различните македонски региони. Комплексот вклучува 12 автентични куќи, од кои долните катови се наменети за демонстрација на занаети, додека пак горните катови од куќите се претворени во соби за сместување, односно хотелски соби. Проектот, финансиран со 5,2 милиони евра за изградба и дополнителни 1,3 милиони за внатрешно уредување, представува значаен културен ресурс, но сепак поради неодржување и неправилно управување, овој значаен објект остана нефункционален, она што се очекува и што се надеваме дека истиот повторно ќе биде ставен во функција напролет, како што информираат надлежните власти. И уште една информација од јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар во соработка со сообраќајната полиција од Скопје во периодот од 13 до 19 јанвари со помош на специјалните возила Пајак отстраниле 132 непрописно паркирани возила кои го пропречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот, известуваат од ПОЦ и апелираат граѓаните да ги паркираат своите возила на пропишаните места за паркирање. На крај, она што може да го кажам овде од Горно Нерези е дека воздухот е навистина чиста, за разлика од Скопје, кое што во моментов не можеме да го погледнеме од маглата, меѓутоа голем број на граѓани и во текот на работните денови, но особено за викенди се искачуваат овде за да дишат чист воздух. Студио?
И токму тоа што не можете да го видите, Мартин, Скопје ни дава потврда дека имаме загаден воздух и ова утро во главниот град, во низа неколку денови, но тоа е што е, тоа е нашето секојдневие, особено во овој период од годината, па ве оставаме некој половина час да дишате чист воздух, а потоа ве враќаме на терен со нови информации. Благодарам, Мартин, за првите вести на терен, доколку одите на потегот помеѓу Пантелеймон и Средноводно, видовте и од нашиот дрон и од снимките како изгледа патот, бидете многу внимателни.